Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостува председателот на синдикатот на УПОС Трпе Дејановски. Господин Дејановски, со зголемувањето на минималната плата на 20.000 денари, дали сметате дека ќе даде некаков ефект со оглед на растечката инфлација во моментов? Мислам дека не. Минималната плата се зголемува на оваа сума токму ради инфлацијата. Во Законот за минимална плата имаме два критериуми по кои се предвидува, односно порастот на минималната плата секоја година од минатата година. Тоа се порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. Токму поради големата инфлација што имавме ние во 2022 година, имаме толку голем пораст, ако можам да кажам, од 12,55% на минималната плата, и тоа се должи, пак како што кажат, на инфлацијата. Дали ќе има некаква помош тоа на граѓаните и вработените во државата, мислам дека апсолутно никаква, бидејќи ние од лани до сега имавме инфлација огромна, иако Државниот завод за статистика ви вели дека е само 14%, сите сме сведоци дека цените во маркетите на основните производи за живот се зголемија не само за 14, туку на одредени производи над 100%. Така да доплата, односно согласување на минимална плата во износ од 2107 денари, апсолутно нема да помогне на никој во државата, имајќи во предвид минималната кошничка која го предвидува, односно пресметува ССМ секој месец, а која моментално изнесува околу 50 и нешто илјади денари. Што значи дека 2,5 минимални плати ќе бидат доволни за да се прехрани едно четврточно семејство без автомобил, како што се оние параметри по кои што се пресметува минималната плата од страна на ССМ. Кога сме кај инфлацијата, дали сегашното замрзнување на цените на основните производи ќе ја надомести некако високата инфлација? Касниме, мислам дека и со оваа мерка. Ние баравме замрзнување на цени уште минатата година кога беа почетоците на инфлацијата. Дозволивме лебот, прашното, зејтинот, млекото да пораснат на 120%, па сега ги враќаме на цена не на од 2021 година кога инфлацијата беше на зачеток или ја немаше, ја враќаме на цена од септември месец кога веќе инфлацијата ги изеде цените. Каснеме со мерката, требаше да се предвиди порано, требаше да се замрзнат цените како што го направија скоро сите земји во околината, и Албанија, и Србија, и Босна, и Косово дури. Меѓутоа ние сега решивме дека ќе заштитат граѓаните нешто со купување на шпагети, леп, млеко и млечни производи ќе биде 90 денари во текот на месец до 200 денари, да не претеруваме. Меѓутоа тоа кога ќе ги видите другите цени во маркетите, дали е тоа месо, дали тоа е овошје, дали тоа зеленчук, нема да има никакво облажување според нас на животните трошоци. Со покачувањето на минималната плата пред една година на 18.000 денари, излегува многу проблеми, како например со изедначувањето на платите. Што очекувате да се случи сега? Истите проблеми ќе останат. Од наша страна се укажува не само од минатата година, туку со години наназад, поготово од УПОС укажува 2015 година, кога веќе го имавме на урамноловка на преклоп на платите на најниските нивоа во администрацијата. Проблемот исто така станува што во законите, посебните закони за исплата на плата во администрацијата нас не поврза веќе со минималната плата. Сега во оваа година со усогласувањето на оваа минимална плата ќе добијат усогласување единствено 27.000 вработени во јавниот сектор, додека другите 110.000 што остануваат нема да добијат никакво усогласување со порастот на минималната плата. И оние вработени кои што ќе го добијат ќе бидат многу поблиску до минималната плата, него што ќе бидат до просечната плата. Нашето кажување како УПОС од 2016 година дека ние мораме да бидеме поврзани со растот на просечната плата, а не со усогласувањето на минималната плата. Од причина што во администрација моментално 97%, може би повеќе 8% од вработените во администрација се под просечна плата, а се поблиску до минимална плата, која ќе земете во предвид дека цело ниво, цела категорија на референти, тоа се вработени околу 5 до 6 илјади само во администрација, а не во јавен сектор, зборам само во администрација, се на разлика од 800 денари до минимална плата, ќе видите дека минималната плата предоминантна во јавниот сектор, во администрацијата, и нашата математика е дека околу 80.000 вработени во јавниот сектор се или на ниво на минимална плата или 800 денари над минималната плата.
Тоа значи дека нема во моментов работници во администрацијата што земаат под 18.000 денари плата? Во моментов не би требало да има такви случаи, така беше минатата година, остана вработени неколку месеци на 14.500, додека добија усогласување на 18.000 денари. Моментално во администрацијата не би требало да биде таков случај, меѓутоа во останатиот дел на јавен сектор може да се случи така. Во администрацијата нема да се случи, бидејќи минималната плата влезе како дел од основната плата и во администрација, и во правосудство, и во казнено-поправните, воспитно-поправните установи, во дел во армијата и во дел од образованието. Се на се околу 27.000 вработени, а во другиот дел, како што кажав, тоа не се случи и може да имаме некои делови од вработените, поготово помошно-техничкиот персонал, да надмине дури вработени со високо образование со сегашната вредност на минималната плата од 20.107 денари. Со тие 27.000 работници што ги споминате, ќе добијат покачување на некакво покачување на плата? Ќе добијат усогласување, не покачување. Усогласување со порастот на минимална плата. Значи, бидејќи минималната плата моментално ќе се покачи за 2107 денари, сите вработени во администрацијата кои се согласно закон за административни службеници, закон за судска служба, закон за јавна медицинска служба, закон за армија, дел од вработените во градинките ќе добијат усогласување од 2107 денари линеарно. Значи, од најниската ниво до највисокото ниво, од помлад референт, односно помошно технички персонал, до државен советник, линеарно ќе им биде усогласена платата за 2107 денари. Вице-премиерот Фатмир Битики изјави дека недостасуваат 10.000 работници во земјава. Верувате ли дека можат властите да привлечат работници од надвор со вакви плати какви што ги имаме во моментов? Мислам дека за еден месец би можело, меѓутоа кога ќе дојдат и вработени од надвор од кај да доаѓаат, нели се имаше податок и кажа вице-премиерот Бангладеш, Пакистан, ќе останат во нашата држава еден месец и потоа ќе биде нели отворена вратата за заминување во западно европските земји каде што исто така има потреба од голем број на работници и имаат поголеми плати. Жално да се каже дека иако предупредувавме на тоа цела мината година и неколку години претходно дека во секоја област во државата не фалат работници, поготово трудоинтензивните области каде што е градежништво, угостителство, туризам, државата спиеше. Моментално во секаде, буквално секаде, дали тоа јавен сектор, дали приватен сектор, ние имаме недостиг на работници. Имавме и податоци и излегови модимите дека текстилни компании даваат парични награди на моментално вработените доколку привлечат нови вработени. Државата тоа не го прави. Во администрација ни фалат стручни кадри, ни фалат IT инженери, ни фалат правници, ни фалат економисти, ни фалат архитекти, ни фалат цивилни инженери. Меѓутоа не може да ги привлечете да дојдат да работат во администрација, бидејќи почетната плата што ја добиваат тие вработени моментално известува 23.000 денари. А ако одат во приватен сектор изнесува 50.000 денари, а ако одат самиот од границите на државата, веќе нели sky is the limit што викаат американците. Во приватниот сектор е исто. Значи сите имавме податок од синдикатот на градежници излезе пред некој ден на пресконференција дека само во една година бројот на градежни работници се намали за 12.000 лица кои ја напуштиле државата и бараат работа во странство. Имаме сега ќе дојде лето, македонските административци се јавуваат како сезонски вработници во странство. Имаме источниот дел на државата заминуваат на неплатено отсуство и работат во Италија, во Австрија, западниот дел Австрија, Германија, Швајцарија и сега најново е заминуваат да работат на Јадранската обала како готвачи и келнери, за да можат со тие пари што ќе ги донесат да преминат годината во Македонија. Проблемот е во тоа што никој не се порасна минималната плата за 2.000 денари, меѓутоа цените и животните трошоци порасна за 11.000 денари. 2.000 денари не се доволно да можеме да преживееме кај нас во Македонија, бидејќи не само инфлацијата во овие 2 години. Нашите плати не се согласуваат со инфлацијата со години и години наназад. Јас цело време изјавувам, во администрација нас до сега не доложија 27% изголемување на плата да бидеме во тек со останатите, сега мислам дека без 60% ништо не правиме. Недостигот на работници е главно поради заминувањето на луѓето од земјава
а не поради тоа што луѓето повеќе се вработуваат, односно поради раст на вработеноста. Имаме, апсолутно е така. Значи 14% имаме се уште невработеност. Невработеноста не се намалува. Значи не паѓа процентот на бројот на работници кои ни фалат. А тоа е само ради тоа што стручните кадри, способните работници ја напуштаат државата и одат во странство. Не збориме тука ние за IT сектор. IT сектор има супер плати тука, не зборам за македонски стандарди, зборам за оние луѓе и од администрација, и од здравство, и од одбрана, и од полиција, од секаде заминуваат, па дури имавме примери на двајца судии да напуштат држава од помали судови во натрешноста, да работат како шофери на камиони во Германија. Значи млади, стручни, вработени кадри, без разлика од дали се избрани именувани функционери, дали се општи работници, дали се административци, си ја бараат лебот и градат, за жал градат туѓи економии во западни европски земји. Дали во ваква ситуација администрацијата е подзакана да остане без стручен кадар? Апсолутно. Веќе имаме голем број на вработени кои замина, нели, како природен одлив во пензија. Најстручните кадри немаа можност да обучат прием на нови кадри. Веќе не е атрактивна вработењето во администрацијата како што беше, нели, неколку години наназад, меѓутоа за жал не се слуша нашиот апел. Ние бараме цело време, со години наназад сме барале мораториум за вработување во јавен сектор. Да се даде можност на моментално вработените преку унапредување и мотивација да добијат поголеми плати, повисоки плати, да ги задржиме во државата. Ние секогаш имаме прием на нови кадри, можам слободно да кажем неистручни кадри, кои веќе нема кој да ги обучи. Сите вработени во Министерството за финансии ќе треба да добијат 30% покачување на платите според мислењето на законодавно-правната комисија во собранието. Што ќе се случи сега? Не сите вработени, за жал. Остануваат два органи кои се во состав на Министерството за финансии кои нема да добијат. Тоа се Бирото за јавни набавки и управата за имотно-правни прашања. Значи, јас не можам да сватам проблемот зашто уште 300 вработени, а толку се наброја во двете институции, во двата органа, нема да добијат 30% покачување. Министерот за финансии испадна пишманаџија. Значи прво вика ќе дадам, после вика не давам, па да на крај со преку помош на законодавна правна комисија владата да каже дека само вработените во министерството ќе добијат зголемување на плата, односно на дополнување од 30%. Сега, во состав на министерство не се само вработените во министерство. Во состав на Министерството за финансии и управа за јавни приходи, и царинска управа, и финансиска полиција и така натаму, така натаму. Сите ти има 30% на додаток на плата, освен Биро за јавни набавки и управа за имотно-правни прашања. Овие два органи, иако работените вршат огромни сложени работни задачи, не добиваат ништо. Револтот моментално е огромен, моментално се размислува на штрајк и протести. Па еве имаме најава за голема инвестиција, нели Бехтел Јенка треба да ги прави 110 км патишта, како ќе прави ако не е завршена експроприација? А експроприација завршува само управата за имотно-правни односи. А ако тие луѓе тргнат на штрајк, ќе се одложи и завршувањето на таа голема инвестиција во државата. Господин Дејановски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.